Ова ќе биде порака која што ќе ве допре или пак ќе дојде до вас. Ова ќе биде дневна рунска промена која што ќе биде во енергија на порака за сите вас. Оваа рунска промена или пак оваа дневна рунска промена ќе биде во енергија за денешниот ден или ќе биде во енергија за наредниот енергетски момент кој што настапува или пак ќе дојде до вас. Оваа рунска промена ќе биде во енергија да спознаете и дознаете за случка настан кој што ќе ве обсипува во енергија да сознаете како да се справите во енергија на случувања, ваши енергии или пак за вас сами во енергетска вредност. Па ајде да видиме која руна ќе не биде во енергија на промена за сите вас, да видиме која руна ќе ја добиеме во оваа енергетска вредност денеска за 1.2.2026 година. Енергија на рунската промена или пак рунскиот запис Винџо. Енергија на оваа рунска промена е во запис или пак знак на буквата П. Енергија на Вунџо е енергетска вредност која што ја означува енергетската вредност на стрейт или пак на сила. Енергија, лавовска енергија која што превзема огромна акција во енергија на среќа, задоволство, исполнување, енергија на примање подароци од универзумот или пак од енергии спроти вас, енергична порака или пак енергична рунска енергетска запишана енергетска вредност која што вели емпатичност и енергија на мир. Енергија каде што нешто ќе укротите во наредниот период или пак денеска ќе бидете во енергија на исполнетост, енергија на моментални добивања подароци од универзумот за да се ослободите, да бидете во емпатичност, да доживеете емпатична енергетска вредност. Оваа руна ќе биде во енергија на промена, но да видиме во каква промена ќе дојде во енергија на емпатичност, на мир, мирољубивост, енергија на задоволство и енергија на примање подарок, каде што и ќе треба да утемелите некоја ваша енергетска вредност, која што ќе биде во вас сами денеска или пак ќе се одвијат овие рунски промени во енергија на наредниот период кој што надоаѓа и е пред нас. Ајде да видиме зашто по-конкретно оваа руна ни говори, да видиме преку тарот картите, да дознаеме што сака оваа руна да ни каже, каде ќе бидете во ваша мирност, во ваша емпатичност, во ваше примање на подароци и во ваше уживање, енергизирање, среќа на момент каде што и вашата силина ќе се надзива во енергија на лавовска енергија. Ајде да видиме каде тоа ќе биде опфатено. 5 пентакли, емперор, енергија пажот на штаповите, 2 карти, 4 купови и енергија витезот на куповите. Знајте дека ова мирност, ова емпатичност, оваа награда која што ви следува во наредниот период или пак денеска ќе биде во енергија на комуникација со важна личност, со важна персона која што е на голема функција, енергија каде што доколку сте имале загуба или пак измама за материјална добит, во енергија да не сте можеле да добиете средства, некој ве измамил во вашата енергетска работна енергија или пак некоја персона која што ве измамила во изминатиот период на материјални добра, ќе биде во енергија да некој денеска превземе огромна акција на емпатичност во мирна енергетска вредност, персона која што е во
поголема функција од вас, која што е една битна и важна функција од вас, е да ви донесе една енергија на комуникација, да ви назначи комуникација каде што и ќе го реши вашиот проблем со тоа што ќе ви ја врати моменталната енергетска вредност на разочараност, ќе бидете во една енергија да ја затворите вашата разочараност по повод оваа енергија каде што сте биле изманипулирани, во енергија на средства пари, каде што и сте се дале во енергија на средства пари, дали тоа било на работна енергетска вредност или пак ова е персона која што сте дале во изминатиот период да сте доживеале колапс во некоја енергетска вредност на материјална злоупотреба, оваа персона ќе ја реши цела ваша енергија. Пред се ќе ви ја врати само довербата, ќе биде во енергија да вашата наталоженост во вас сами, во енергија на неемпатичност, во енергија да сте биле разочарани по повод случувања, оваа персона со неговата емпатичност или пак незината емпатичност во негов мир ќе ви возврати една енергија на ваш дар, енергија каде што и ќе ја здобиете целата енергетска вредност, доколку се работи за материјална измама, а се надевам дека е во материјална измама, каде што и ќе уживате во една енергетска вредност, ќе бидете во мир, ќе прифатите некоја недолична енергетска работа која што е извршена на вас во претходниот период. Ајде да видиме и совет за вас, што ќе ви советуваат овие тарот карти за оваа рунска промена која што доаѓа до вас. Силината во вас ќе биде во енергија да спознаете и дознаете за персона, може би оваа личност ќе ви соопшти персона или пак ќе ви даде назнака за која персона ви изманипулирала во материјална злоупотреба. Ајде да видиме и порака за вас како една енергетска вредност за денешниот ден. Енергија да бидете во воздигнување. Вие ќе се воздигнете во ваша енергетска вредност, оваа персона ќе направи можност и ќе направи една енергизираност да ви пружи можност да се воздигнете во ваша енергија, да дојдете во ваша самоконтрола, да вашата доблесна енергија ја превземете, ја повратите во ваша енергија и да дознаете и спознаете дека оваа персона ќе биде на ваша страна и ќе ви пружи рака, помош, енергија каде што и ќе ја разрешите целата ситуација или пак целата случка која што сте ја имале во претходниот период. Ајде да видиме уште една совет, енергија да вашата илузија ќе треба да ја прифатите преку вистина. Енергија да оваа персона ви соопшти вистина, да вашата илузија која што сте ја имале во претходниот период за оваа измама ќе биде во енергија да прифатите вистина, но не илузија. Енергија да бидете во ваша мирност, да дадете назнака на вашата енергетска вредност, да бидете во расположливо средство или пак да бидете во една огромна енергетска вредност, во расположливо светло, каде што и оваа персона ќе ви упати емпатичност, ќе застане до вас и ќе ве егернизира во енергија да сватите, дознаете и пробиете една издаја материјална, каде што и ќе ја прифатите вистината онака како што и ќе треба да биде, но сето тоа ќе го направите во ваш елемент, во ваше просветлување и во ваше воздигнување. Јас се надевам дека оваа порака ќе му донесе еден крај на некоја енергетска вредност од вас, која што ви била во илузионарна, неисполнета ситуација. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!